Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојдовте во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Вечерва темата на оваа спортска дебата ќе биде повтор на ракометот, некако ракометот како наш најуспешен и најдобар спорт и спорт број 1 во Македонија, секако и најпопуларен, дава секогаш нови теми. Оваа тема ќе биде селекторот Лино Червар. Дали е тој селектор во заминување или ќе остане на кормилото на Македонија, ќе дознаеме во текот на следната недела, кога и официјално ќе дознаеме дали тој ќе ја прифати понудата на хрватската ракометна репрезентација или ќе остане на клупата на Македонија. Па во тој повод вечерва имам тројца гости кои ќе ми помогнат малку во анализата и во дебатата. Мартин Клинчаров, Стефче Олушовски и Владимир Глигоров. Добро вечер на сите тројца. Добро вечер. Веќе сте биле во студиото на телевизија Нова, верувам дека пријатно се чувствувате. Секогаш. Ракометот, како што кажав и во најавата, секогаш има доста теми за ракомет да се дебатираат во Македонија како најуспешен, најпопуларен спорт. Имаме што да кажеме. Новата ситуација вели дека Лино Червар најверојатно заминува од селекторската позиција на Македонија, барем по опишувањето на хрватските медиуми, од РФМ и од страна на Лино Червар се уште има затише за македонската јавност. Она што го најавуваат хрватите е дека тој веќе се договорил со Хрватска и дека ќе го превземе селекторската клупа. Прашањето е, што по Лино Червар доколку стане официјално селектор на Хрватска? Ќе почнам од Клинчаров. Ништо што по, не знам. Македонија имала 25 години веќе. Дали ќе остане Македонија на цедула? Во таа смисла сакав да го поставам прашањето. Види, не верувам дека ќе остане на цедило, макар да си отиде и Лино утре. И ако тој договор и да се случи, од она што го гледаме дека извесно ќе се случи, е дека ќе остане до минимум до јуни, до крај на сезона, до крај на квалификации, како за репрезентацијата, така и со клубските обврски, Металург. Она што ако се случи тој пакет взаемен договор помеѓу Хрватската федерација, Лино и нашата федерација која треба, без разлика што има некоја таква клаузула дека може да се оди кога сака, верувам дека ќе биде взаемен тој договор, да гледаме ние што можеби не е спортски, меѓутоа да видиме што ние може да искористиме. Тука веројатно тој пласман на Европско првенство, бидејќи на хрватите им е во интерес Македонија да биде отколку било која друга, дали Ислам, дали Украина, учесник на тоа Европско првенство, така што иако мислам дека така ќе заврши, меѓутоа и да не се случи тоа и хрватите да инсистираат утре да Лино да ја преземе хрватска репрезентација, не гледам како би било на цедило. Ние сме имале и подеми, и падови, и добри селектори, и лоши селектори, така да не гледам што. Но репрезентацијата секогаш одржувала некакво ниво на квалитет и некакви успеси. Пак ќе кажам, сме имале и добри и лоши моменти, големи падови и големи успеси. Репрезентативен, Стефче е тука присутен, сите тие 25 години мислам на репрезентацијата, така што не гледам проблем, ќе дојде, ако не е Лино, ќе дојде друг. Амбициите се тие, ќе остане пласмано на Европско првенство. Пак како зацртана некоја цел таа Олимпијада Токио 2020, тоа е тоа. Не треба, не знам, да се прави од тоа драма. Олушовски? Добро, најпрво хипотетички да предпоставиме дека Лино Червар ќе ја напушти репрезентацијата на Македонија. Треба да си поставиме две прашања или едно прашање на кое ќе имаме во зависност од одговорот ќе треба да се оди во насока на доброто на македонскиот ракомет. Прашањето е дали имаме стратегија. Доколку одговорот е да, тогаш не е голема трагедија тоа што Лино Червар ќе замене од селекторската функција. Зошто го велам тоа? Затоа што патот кон успехот и оние цели кои што беа поставени кога Лино Червар беше назначен за селектор, и долгорочни, и краткорочни, ги пратам добро. Тие беа некои цели кога јас 2013 година дојдов на функцијата координатор или директор или било што, било која функција да ја ставиме во ракометната федерација. Мислам дека ќе биде друго пакувањето. Еве, ако може така да ја поедноставниме работата. Ќе имаме нов селектор кој што не верувам дека ќе отстапи од таа стратегија за Токио 2020. Од друга страна, ако одговорот е не и немаме стратегија, тогаш мислам дека безпредметно е да дебатираме и Лино Червар, доколку остане, еве да предпоставиме, или не знам кој
ќе го наследи Лино Червар. Ако немаме стратегија, мислам дека е безпредметно да се дебатира на темата наш успех на престојните надпревари, престојните светски европски првенства. А имаме ли барем рамка во која македонскиот ракомет се движи еве репрезентативен, без разлика не зборувам само за сениорите, туку и за младинските селекции. Дали постои барем рамка, ако не постои план и стратегија? Добро, да бидам искрен, долгорочните цели на Лино Червар кога се појави за селектор во мај 2016 година беа, ако добро се сеќавам, сега не би ги набројувал сите, едно целите беше да се постави од предшколска возраст до U20 да се постават темели на македонскиот ракомет. Јас до денес од тоа не сум видел ништо, значи одговорот на она прво прашање дека Македонија нема стратегија. Еве ќе кажам еден пример дека ние сме домаќини 2019 година на светско првенство во Македонија ќе се одржи најголемиот светски собир на талентите до 19 години. Ние до денес не сме назначиле селектор, не сме направиле селекција на таа генерација 2000-та деца, барем јас не сум видел, можеби некој тајно работи некаде, меѓутоа јавно никој не декларирал селектор на таа селекција, никој не кажал кои се селектираните 20-40 деца во таа селекција, така да мислам дека премногу кампањски работиме и дека стратегија правиме од ден за ден. Значи денес дневно политички, да кажам, еве ако можам така да се изразам. Не би сакал да звучам многу критички и да биде мојата изјава сватена како јас одам против, не знам, ракометната федерација, се со добра намера да еве ако може помогнеме во насока на доброто на македонскиот ракомет. Секако ќе бидеш сватен дека одиш против, така Сега не може да се дистанцираме од такви работи и не може сега заради мир во куќа да не си кажеме тоа што го мислиме. Значи ако некому не му се свиѓа тоа што ќе го слушне, ете го не се против мене и сега ќе го шкртнеме едноставно. Значи па затоа и тројцата сме избркани бе, Грглјашко. Стално си кажуваме ние за да сме тројцата. Тој менталитет треба да го престане. Значи рамка нема. Ова што Лино ни го пропагира не е ништо ново. Значи за тоа се збори уште од поодамна. Јас ви кажам уште од 2000-та година. Меѓутоа не доби поддршка од федерацијата. Зашто? Затоа што не можат да изменаџираат како тоа да го покријат финансиски тој проект, за да може таа селекција од таа возраст до младински категории да се спроведе. Меѓутоа сега пошто дојде Лино и он каже некој нова работа и сега одма се прави еуфорија као да ние до сега не сме знали. Не, таа рамка постои и е дискутирана за таа. Но не ја применуваме, претпоставувам. Па не доби поддршка од федерацијата, не беше интересна за федерацијата, тоа за нив е само џабе трошење пари. Затоа ви кажам во еден момент се случи дека во спорт македонски спорт пишуваше дека не пријавуваме младински кадетски репрезентации, немаме квалитет. Значи федерацијата не е меродавна да каже дали има или нема квалитет. Таа е меродавна да ги спроведе тие репрезентативни активности. Независно дали таа репрезентација ќе успее да се квалификува на некој првенство или не, мора да биде присутна на тие надпревари. Значи таа селекција мора да трае во континуитет. И сега е нема. Значи јас во еден разговор за време на кампот на Кирил Лазаров, јас предложив исто некоја стратегија таква што ја предложи Лино Червар. Да се офатат децата уште од 12 години, да се формира репрезентација уште од 12 години, значи да се детектираат деца, да се екстрахираат кои се тие потенцијални, значи не да добијат статус на репрезентативни, него да се екстрахираат тие потенцијални деца, дали се 20-40 деца во Македонија, нека се извоат и нека се стават по еден тренажен процес со некој собри. Тоа треба да се изменаџира, треба да се покрие финансиски, треба. Добро, тука малку и друг проблем се ова, бидејќи репрезентацијата не ги тренира ракометарчињата секој ден, туку школите, клубовите и така натаму. Тоа би требало да биде. Збориме за собери, значи тие деца ако се офатат, значи се екстрахираат од своите матични групи, матични клубови, се формира таа една група од 40 дечиња на пример, не мора еден, ќе се назначиме 20-тројца регионално селектори што ќе работат со тие деца, ќе се направи една стратегија каков вид на ракомет играме ние, офанзивен, дефанзивен, одбрана, значи која ќе биде основата на нашата игра и од
тие мали ноги до сениорска конкуренција ќе се навикнуваат децата, ќе се носат, ќе се развиваат. Изборуваме за фактот кој да биде селектор на јуниорска, младинска или сениорска, да се движи по една ракометна филозофија која е поставена од Малинов. Тоа е таа рамка, немаме. што ја правиме муавет, ама таа ја нема. Значи, ако ја имало, ќе била напишана и ќе била во вид на книга или прирачник или учебник или како сакате. Таа ја нема, ние сега правиме ова е усен муавет кој се провлекува, еве ако земеме податокот дека се провлекува од 2000-та година нааму, да не земеме дека е на Лино Червар, да ја земеме дека од 2000-та, ама таа ја нема, никогаш не била ставена да седнат сите битни ракометни дејци, подржава и да стават една рамка во вид на, како што реков, било што и да се напише, да речеме ова што го кажа и Стефче и Владо, дека правиме од Сојуз, заедно со Сојуз на училишен спорт, тука треба да учествува, заедно со Министерство за образование, заедно со еден куп други институции кои треба да бидат вклучени во тој проект, па каде што од, пак ќе повторам, еднаш го кажав и тоа дека така Словенија направи. Од основно училиште, од часовите за физичко воспитание, се тргнува тука и се насочуваат. Ти ќе одиш ракомет, и во кошарка, и во ти ќе фудбал, одиш затоа ваму, ти ќе направи одиш таму, да. резултат. И се става тоа све сите заедно, па тргнувајќи од тие училишни државни надпревари, па во средните училишта, па кој ќе поминат клубовите таму да одат да бараат таленти на тие училишни надпревари. Тоа некогаш беше тие мали олимписки игри, тогаш така се вика. Таму клубовите бараат таленти нови за да ги привлечат да дојдат да тренираат во клубовите во местата каде што живеат. И тоа така, тој процес, тој систем така се развива, ама тоа го немаме ние никаде, само си правиме муавет и нормално никогаш не добило поддршка од ниту една федерација. Дали била ова, дали била структура претходна или таа претходна или таа претходна. Така што не е сега Лино Червар проблемот. Лино Червар само поставил една контура која мислел дека функционира и функционирала од таму каде што дошол, каде што освоил светско, олимписко, некако одличен. Не правиме муавет, ние може да правиме муавет за него и ако некој имал различно мислење или го критикувал, веројатно и ние тројца, меѓутоа ја мислам дека најмногу ама тоа е некоја визија и ќе ве потсетам за тоа што вика Стефче од мај месец кога дојде и ја постави, ништо не се случило, веројатно тоа треба да добие поддршка од институцијата која го назначила, ама првата работа која назначи, која проба да ја направи да ја реализира со тие еднодневни собири низ Македонија, за да проба да ги вклучи сите, не дека за еден ден некој нешто ќе најде или ќе препознае талент или ќе види нов играч, туку да се вклучат сите оние кои биле заборавени, кои биле пасивни, да ги уважи, да им даде до значење. И оние во Ресен, и оние во Прилеп, и тие во Охрид, сите да бидат... Тоа се некои центри кои секогаш носеле репрезентативци. На некој начин да бидат вклучени активно, дека во секој момент може да дадат и на играчите, ама и на тренерите. Тоа го направи, имавме 2-3 медиуми кои му се смееа. Му се смееа и јавно пишува дека да прави циркузан, дека оди таму. Замисли човекот има 10 дена 3 држави поминува со авион, игра сеха Лига шампиони сеха, се враќа од Мешково, во недела во 7, во понеделник Сабајле оди за Охрид за да направи еднодневен собир. Него никој не му го бара тоа. Никој не му го барал тоа. Човекот се натега за да оди до Охрид. Сметам дека небитно дали тој има собори беа само џаби изгубено време без ефект. Значи тоа можеше стратегиски поинаку да се изработи. Можело во догледно време. Јас кажувам за првата иницијатива што била намерата која била. Со што се некоја идеја која може да се развие понатаму. Да се развива понатаму како идеја. Иначе тоа никој не го бара. Зошто некој би си правил сам себе да си става термоздрава, да се оди да се мафта некаде таму за еден ден. Одма му се смеја. Одма од старт. Значи давањето поддршка е кај нас проблем. На нешто што некој сака да го направи. Дали е финансиски, дали е морално, макар и морално ти рече добро. Тоа е проблем. Дали еве ќе кажам повторно хипотетички доколку Червар се замине, дали неговиот наследник ќе добие вистинска поддршка и ќе се води по тие некои рамки што ги постави Лино Червар. Кој ќе биде наследник? Дали ќе биде домашно челјаде, дали ќе биде од надвор од нашите граници? Ако биде од надвор од нашите граници. Зборувам во јас си го кажам моето мислење. Ако биде надвор од нашите граници, тогаш во корен ќе се менуваат ситуациите и тогаш за него можеби ќе се најде и мед и млеко. Ако биде некој од домашен кадар, тогаш ќе биде ова не може, она не може, така што јас би сакал хипотетички ако биде така да се даде шанса на
и на наши кадри, затоа што мислам доста време, долго време сме ние подценувани, девалвирани, тргнати на страна, као неподобни за некои големи проекти со недоволен капацитет, интелектуален, било каков. И мислам дека и овој пат, ако веќе нема договорено замена, мислам дека ќе биде пак повторно од страна. Ќе видиме конкурсот каков ќе биде, дали условите ќе ги изпълнат. Конкурсот ќе биде исто како што беше и за обовран и за овако, тој веќе двојазичен, тројазичен, исто како за обовран што беше конкурсот, веќе договорена работа, само онака провизорно објавен. Дали ќе има име презиме на конкурсот? Значи, вие сте за домашен странски ако ми тренер? дозволите, на темата околу изборот на селектор, мислам дека треба да бидеме многу внимателни. Како што кажав, ако имаме стратегија, поставени се целите, Токио 2020 година. Зошто го велам ова, треба да бидеме внимателни, затоа што Ивица Обрван беше селектор, ако не се лажам, 3,5 години. Јас бев дел од стручниот тим и бев негов прв соработник. Меѓутоа, кога ја напушташе репрезентацијата која што ја водеше 3,5 години, изјави дека Македонија немала квалитет, дека толку биле можностите. Мислам дека човекот ја презеде репрезентацијата која што беше петта на Европско првенство. Беше во некоја незавидна ситуација во квалификационата група, меѓутоа шансите не беа мали за пласман на првенството, кога нели се промени структурата во ракометна федерација. Сега се назначува Лино Червар, после колку 8 месеци, 9-10 нека се, што се вика на првата по-сериозна понуда, ја напушта македонската репрезентација и нешто што се припремало, се спремало, паѓа во вода. Сега треба да се прави нов избор, значи, затоа ќе кажам, треба да се биде внимателен. Според мене, имаме квалитетни македонски тренери. Јас би дал, ако се слушам мојот глас нормално, многу слабо допираме до ракометна федерација, поддршка на македонски селектор кој што ги познава приликите во Македонија, кој што ги знае играчите и во менталитет. Многу малку од овие носители ќе останат за брзо време, значи Кирил Лазаров ќе се пензионира од репрезентација, меѓутоа Талевски, Неловски, да не ги набројувам сите, имаме плејада млади играчи кои што допрва треба да стасаат. Мислам дека најдобро ќе биде да имаме македонски селектор кој што без подценување ќе влезе Има и во помладите селекции. И во комуникација, и во работа со македонските деца. И би кажал, например, според мене, не знам, може би Звонко Шудовски, човекот кој што заради еден гаф на еден тайм-аут малку повеќе го црнивме, според мене едно од идеалните, ако не и најидеално решение. Не беше човек кој што освоил 5-то место, му отсековме главата затоа што кажал клавајте голови, затоа што некој си зема за право да каже дека не знам, други зборувале на тайм-аут, па погледнете ги сите тайм-аути денес. Тренерот е тој што малку ќе смири, ќе даде насоки, играчите сами се договараат меѓу себе, така да од моје некој гледање на работите, сега да не ги набројувам сите македонски тренери, ги има еден куп квалитетни. Мислам дека идеално во овој период, доколку нормално замине Лино Червар, е според мене некое македонско решение. Ќе се вратиме на оваа тема на потенцијални селектори на Македонија. Прво ќе направиме една кратка пауза за реклами. Повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Зборувавме за критериумите кои треба да ги поседува еден тренер за да го наследи евентуално Лино Червар доколку замине. Глигоров, вие го кажавте своето мислење дека треба да биде македонец селектор. Да. И категорички стојам на тоа дека треба да биде македонец селектор, затоа што во овие 25 години сите странски селектори што се изнаредија на чело на нашата репрезентација не помина нешто добро, нити пак репрезентацијата нешто посебно помина. Дали тоа беше Џукич, дали тоа беше Живковиќ, дали тоа беше и Веселин Вујовиќ како селектор на младинска репрезентација, како селектор на сениорската репрезентација, не направија некои бомбастични резултати. Зашто, не гледам причина зашто да не биде некој наш тренер, овако предводник на нашата репрезентација.
Зашто да не веруваме во сопствениот квалитет? Зашто мора секогаш да бараме помош од страна? Зашто мислиме дека ние немаме капацитет во нашите тренери? Значи, мислам дека веќе е претерано и вулгарно ова девалвирање, деградирање на сопствениот тренерски кадар. И тоа треба да престане. Ако за нас има некои критериуми кога бараме работа во странски земји, зашто да не поставиме критериуми за тренерите што доаѓаат од страна? И кои тренери треба да работат тука? Исто е како за играчи, за све. Ние немаме изградени критериуми. Нас не доаѓаат било какви играчи тука играат во домашното првенство. Наши деца со исти квалитет седат на клупа и взимаат минутажа. Не сум против. Донесете странски тренери, донесете странски играчи. Ама нека бидат квалитетни, да покренат нешто, да направат нешто плюс. Значи, не гледам причина. Сега, тој е мој став. Федерацијата може поинаку размислува, поинаку се чувствува во оваа ситуација, дека она е меродавна за да процени кој наш тренер е квалитетен или неквалитетен, подобен или неподобен, или треба да бидеш, како да кажам, секогаш да гледаш некој мир во куќа, да не кажуваш гласно што мислиш, како мислиш, за да евентуално добиеш некаква функција во репрезентацијата, или треба да бркаш некои пријатели што го знаат председателот и не знам кој, да не знам до кога со таква практика ќе се оди, меѓутоа таа практика нема да ни донесе резултат. Резултат ќе ни донесат прави луѓе на право место, со капацитет што може да ја изнесат таа стратегија која што еднаш за секогаш треба да ја поставиме и која треба да работиме, и во текот на тоа работење да ги менуваме сите аномалии што ќе се појават во работата. Ние збориме за нешто, а немаме ништо поставено. Значи, сакаме куќа да градиме, а не сме одбрали ни парцела, ни немаме ни проект, ни ништо, збориме за куќата како ќе биде, што ќе биде, ваква соба, таква соба. Значи, не може за некоја фикција да збориме, мора да збориме за нешто реално. И сум на тој став и ќе стојам на тој став дека треба да се даде шанса на нашите тренери, а не како сега во Варда што се прави последно, од вип ложа на тренерска позиција да ставите. Добро. Григор, вие бевте селектор на женската ракометна репрезентација, 7-мо место на Европско првенство, домаќини тука во Скопје, најголем успех на нашата ракометна репрезентација женска во тој момент. Звонко Шундовски го имаше 5-то место на Европското првенство во Србија. Македонските селектори покажа дека ги имаат најдобрите резултати во историјата на македонскиот женски и машки ракомет. Еве прашање за Клинчаров, зашто симптоматично не веруваме во нашите селектори повеќе? Или ги оцрнуваме, знаеме да им најдеме секакви мани, а селекторите од страна, односно странските тренери, полесно поминуваат и кај јавноста, па и кај стручниот совет, например? Тоа е малку сложено прашање, тоа не е тоа. Имаш све тука на купче. Но е реално прашање. Не, многу реално. Тоа со играчите е една проблематика која трае не знам колку, веројатно 20 години, кај што цело ѓубре што не може да игра, дали е со една нога, со пола рака, со наоѓа тука, тоа што го кажа Владо, си наоѓаше при бежиште, си земаа пари, си стално беа подобри од тоа, и кој ќе кажеше некој, абе зашто, ама зашто, тоа е од тамо дојде, значи, од Бачка Паланка. И сега, тоа е, за да ти одговорам на тоа прашање, треба да излеземе малце од рамките на спортот, да видиш, да го земеме обкружувањето и цело општествено обкружување кое е кај нас, и не само сега изминатиот период, туку малку понатамо, и се сведува на менталитет. Секогаш некој кој доаѓа од надвор е автоматски подобар и е поквалитетен заради муабетот кој го прати, заради тоа што некој е лажно сиви, кој некој му го создал. Сега ќе ти кажам една анегдота која мој пријател ми ја кажа, фудбалер, наш репрезентативец Драган Вуко Силјановски, играше за Антверпен, сега е успешен менаџер. И доека играше за Антверпен, после утакмица домашно белгиско првенство, дерби, завршува дерби,
И они седат у VIP ложа горе у Антверпен и доаѓа менаџер, седат повеќе играчи, играч, соиграч негов, Србин. И доаѓа менаџер и го прашува српскиот играч од Антверпен за некое дете 18 години игра у втора лига српска. Среден играч. Што мисли за него? Имало заинтересирани клубови, човек му вика феноменален играч. Лева, десна, прием, диагонала, кратка топка, долга топка. Феноменален талент, број 1. Станувач, менаџерот задоволен, вика, фала многу, супер, вика, што да пренесам. И сега Драган му вика, како ги знаеш, вика, сите играчи од секоја српска лига, му вика, како, кај го знаеш? Не го познавам. Вика, како ве му кажува, ако не го... Ако ве нека иде мали, нека земе пари. Ако е добар, ќе се снајде, ако не, не. Само ти кажам, ово е пример како тоа функционира таму, а како функционира тука. Ако е некој наш добар, е лош, ние кај нас менталитетот ако може да се убие. Да се убие, да се закопа. Напротив, тие таму викаат супер овој. Сако ќе треба да се бира селектора, кој се јава два телефона, што мислиш бе? На хипотетички правиме муавет, нашиот председател на федерација, кој ќе се јави, што мислите бе за овој? Таму ќе кажат дека е број 1. Дека е шампион. Ама кога ќе прашаш за некој наш овде, што мислите? Кога ќе го прашаат Владо, Стевче и овој, автоматски се вика дека не чини, дека треба да се убие. И тоа не само за тука, и наши играчи кои требало да одат во странство, наши врвни спортисти кои завршиле кариера таму, кажувале лоши работи. За нашите играчи. Не викале оди. Не, сме гледале ако може. Сами себе сме си најлоши непријатели. Значи, малце е комплексно ова прашање, не е од тука, Мартин, ако затоа ми дозволиш, никогаш во Македонија не се покренала дебата зошто еден Пепи Банасков го нема никаде во врвниот ракомет во Македонија, зошто да не ги набројувам еден куп плејада на врвни ракометари во она време на Југославија не работат во ракомет, токму од причини што кога завршил потрошил четврт век во ракомет, завршил со ракометот, одма е, он не знае ништо, не може да биде тренер, не е исто да си играч и тренер. Да, во право е таа констатација сосема точна, меѓутоа не знам како тоа играчи кои сега во Македонија се и тренери наеднаш, од играчи стануваат тренери и тие можат, а ние македонците не можеме да бидеме од играчи тренери. Меѓутоа, тоа е една широка дебата, како што кажа Мартин, може би треба да се погледне во нашата традиција, во нашата... Тоа е некоја сосема друга тема која што... Затоа го постави прашањето традицијата, вели дека нашите селектори се поуспешни. Мене затоа го начнав тоа прашање. Не, тоа е ген, сакам затоа ти треба да се промени многу за да... Шудовски беше успешен и го смени, а мене денеска тоа седмо место не ми го признаваат, ме делвираат. Што уште полошо заврши првенството, никој не ме повика да ме праша како јас се гледам репрезентацијата во перспектива, што размислувам во однос на функционирање незино. Значи едноставно Дали бараме ние инстант резултат? Со тогашниот селектор бев во една доста жолчна расправа и пред самото првенство. Јас бев спремен да се откажам, тоа луѓето не го знаат, затоа што ми вршеше притисок околу составот на репрезентацијата, кои играчи да играат, околу јас бев категоричен дека не можам некои одредени што ми ги напојнеше да ги земам од ова. И бев спремен више и ќе го напуштев првенството заради таква работа. Во еден момент, во една расправа со него, значи после кога заврши првенството, добив одговор негов кој му реков: добро, ако веќе толку јас не чинам и ако сметаш дека девојките не веруваат во мене, јас ќе си одам, ма не, мене ми е важно македонец да биде селектор. Значи, ние треба да бидеме марионета на клупа, а било кој друг да доде. Па, македонци имаш 2 милиона тука во држава. Би искочи на улица, ќе најдеш било кој. Далеко од тоа дека сме против. Колку деловирачки делува на таква изјава на генерален секретар. Значи не е битно ти дали знаеш или не знаеш. Ти важно му е македонец, ама друг ќе дојде ќе врши твојата работа. А тоа многу луѓе што ме критикуваат за тоа седмо место, што на секој начин се обидуваат да ме деловираат овако, тоа не го знаат. Не го знаат затоа што не ги познаваат работите во суштина, во сршта.
Не знам со какви проблеми ние се соочуваме. Суштината тоа што вика Владо, значи да не излеземе од рамка што викаш ти зошто се подценети. Целото е менталитет, ако го гледаме, затоа го спомнав да излеземе од рамката на спортот. Ти сега во последно време имаш наметнување на квази авторитети кои треба да ги заменат овие кои до вчера биле авторитети во спортот. И се наметнуваат луѓе да ни кажуваат дека ова што до вчера биле идоли и ова не се. Сега, значи, затоа викам тој менталитет е малце и ова прашање малце покомплексно. Влијаат многу фактори. Имаш веројатно. и преска ти напоменав да ја земеме Турска како анонимус во ракоме. Тие знаат дека не знаат. Знаат дека свесни се. Свесно туркаат турски тренери. Не купуваат странци. Турски тренери купуваат. Бешикташ троши пари, фрла пари за Лига шампиони, води турски. Они се свесни дека не знаат, ама го форсираат тоа за да научат. За да научат. Првиот чекор кон напредок е да признаеш дека не знаеш. Ама они се свесни и намерно не купуваат. Не дозволуваат да влезе странски Нивната тренер. тренерска организација се држи, значи цврсто има став, затоа што јас сум пробал таму да работам. И човек од федерација ми го каже ова што го каже Марта. Многу е тешко. Не е исто во фудбалот, не е исто во кошарката. Меѓутоа во ракометот они држат еден став и тешко се пробива. Еве во изминативе 5-6 години назад погледнете колку странски тренери има. Последна година беше Касим Каменица само. Да. Можеби не е исправно. Можеби не е до толку исправно, викаме критериум. Ние секогаш веруваме во странците. После мене го донесоа Јошко Петковиќ. Значи, без најава, без разговор во комуникација со мене. Јас си поднесов оставка, пошто едноставно не сакам да бидам нечија марионета. Што се случи со женската репрезентација? Колапс, тотален колапс. Да, сега женската веруваме во репрезентација наши млади ракометарки и женскиот ракомет. и наш тренер се зашто пробуваат резултати. постојано веруваме во странци, не веруваме во собствен кадар? Значи не е проблемот сега дали Лино ќе проложи или не или нема да проложи. Проблем е што јас гледам дека нашата федерација нема став околу тоа, значи не ја решава она работата, него чека Хрватската федерација да ја реши работата со Лино Чевро. Па ова е македонска репрезентација, не може Хрватска да ми решава дали македонска репрезентација ќе има селектор од со Лино Чевро ќе проложи или нема да проложи. Јас како федерација треба да заземам став и да ја расчистам таа дилема и да не остава репрезентацијата на стендбај. Ќе биде или нема да биде, па ќе доигра или нема да доигра. Не, треба да имаш став, треба да имаш стратегија. А така ја деловираш и социјалната репрезентација. Значи ти покажеш дека една индивидуа е над репрезентацијата. Не. Ние со години назад се обидуваме репрезентацијата да ја ставиме во втор план. Место да биде на чело и сите да и се поклонуваме на репрезентацијата, без разлика кој е и кој колку допринесува за репрезентацијата. Овака мислам дека губиме време и сега чекаме и секој чекаме некој друг да ни ги реши работите, ме се свртиме сами кон себе. Стефче, доколку вие бевте во ракометната репрезентација, да речам и во федерацијата, имате искуство и од таму и затоа ќе ве прашам, дали вие да бевте на функција ќе бевте повреден лично професионално од тоа што Хрватска ќе кажам условно ни го краде селекторот или ќе направите ли се во вашите раце да го задржите Лино Чевро? Добро, јас затоа кажав дека треба да сме многу внимателни при изборот на селектор, значи не може на првата посериозна понуда нашиот селектор да го напушти бродот, а при тоа кога доаѓал кажал дека треба да имаме стратегија Токио 2020 и така натаму, сега да не набројувам се што беше кажано. Лично мислам дека, како што кажав, ние немаме стратегија и тоа е проблем број 1 во ако може така да се каже, раководењето на федерацијата. Ние со акламација, ако не се лажам, пред известно време го назначивме господинот Мукаетов и јас лично мислам дека такви луѓе се потребни на ракометот, меѓутоа долу структурите кои што треба да ја раководат ракометната федерација треба да се променат од корен според мене, за да не ни се случуваат вакви да кажам излети. Стручен совет околу мислам дека спомнати околу избор на селектор. Македонија не се сеќавам кога последен пат имала случај совет кој што ќе го избере селекторот. Комисија има. Ние селектор избираме
Не знам, ако чуеме дека ова е добар, ќе се значи во 4 очи председателот со селекторот договара и тоа е тоа. Дали однапред се тие договорени Тоа е, работи? мислам, легитимно право на еден председател кој што дава огромни средства троши во федерација, така да легитимно е правото, меѓутоа за да не ни се дешаваат вакви работи треба стручен совет, треба одлука на управен одбор, луѓе во управен одбор кои што го разбираат и кои што Стручна комисија ќе има. разгледаат апликацијата на апликантот, да кажеме, за да може да донесеме квалитетно решение. Јас не велам дека Лино Червар не е квалитетно решение, не велам дека странците кои биле не придонеле за развој на македонскиот ракомет, меѓутоа сме имале многу непријатни моменти за кои што сме дебатирале после нивното заменување. Далеко од тоа дека треба да дебатираме ние дали Лино Червар е квалитетен, нормално освоил се што може да се освои. Нема никакви зборови. И затоа има таа понуда од Хрватскиот ракометен сојуз и човекот чувствува дека треба да замине и направил таков договор, се заштитил себе си, нашата федерација не ги изменаџирала добро работите кога се договарала за проектот 2020 и сега не е крив Лино Червар, напротив. Чудна е таа клаузула дека може да се замени во напротив, било кое криви се време. луѓето од федерација кои што го потпишале тој договор. Може би ќе биде лекција да ги ова за поедноставиме. Затоа реков јас преке, треба да сме многу внимателни кога избираме. Не може само ајде ќе назначиме, па не само во А селекција, значи да се разбереме. И не само ако тренерот е странец треба да биде платен. И не само ако тренерот е во А селекција треба да биде со платена функција. Јас сметам дека треба да се назначат и во машки и во женска категорија селектори од помлади пионери до А селекција кои ќе бидат со платена функција. Значи го имаме примерот една Хрватска, една Словенија кои што ни се во обкружувањето и една Србија која што го има така оставено ракометот, на каде што ние во моментот мислам дека фаќаме пат и за брзо ќе не најде она што ја најде Србија, да не можат да имаат селектор, кога ќе назначат селектор, 10 играчи да кажат јас не играм за овој селектор, нели, не сум во добри односи, не сакам да играм и ние мислам дека одиме на патот на кај Србија, а не одиме на кај Хрватска и Словенија. Дај Боже јас да се лажам, дај Боже, значи посакувам се најдобро на македонскиот ракомет, сум потрошил 25 години, 30 од мојот живот за ракомет и сакам да бидам во ракомет и да има успех овој спорт. Така да, еве, ако може малку да ги појасниме работите како и што. Ма пак се сведува на таа стратегија што ја правиме цело време муабет и пак може тоа требаше на почеток да го кажеме од муабетот испаѓа дека ние сме против странците или против сите странци. Апсолутно не, значи квалитет овде имало од некои луѓе и е доста научено и доста придонеле, веројатно, ама не по секоја цена и не да се инсистира константно дека се многу подобри или дека се дискутираме тоа. Не, сајма кажам дека ќе нивното учинок со репрезентацијата, не работата во клубовите. Да се свати муабетот дека ние тука сега правиме блок некаков, дека сме контра. Не, значи не по секоја цена, туку квалитет. Ова што го кажа Стефче, да, јас се слагам дека натаму одиме, чак што више мислам дека србите и се подоправија малце сега со избор на новото раководство и дека меѓутоа пак тоа постои таа, бидејќи кај нив има многу такви звезди големи кои стално имаат некоја страна и држат нечија страна, ама небитно работата се сведува на тоа дека дали Лино и зошто федерација таков договор направила. Направила затоа што веројатно немала избор, затоа што Лино бил или ние сме го молиле да биде селектор во ситуација кога не сме имале селектор, после заменувањето на Обрван такво какво што беше, дојде за селектор додека не најде ангажман клубски, па после испадна дека ние сме биле баш и бозук, а кога доаѓаше беше супер, све беше мет и млеко, супер репрезентација, квалитет, и после беше дека не чини, ама више имаше најден ангажман. Во оваа ситуација веројатно беше сосема различно, затоа што веројатно ние како федерација или како држава молевме да дојде Лино кој со такво CV требаше да биде селектор, затоа веројатно и таа клаузула стои тамо таква. Од аспект дали треба Лино да ја прифати ова или викаме дека ќе не остави на цедило, искрено ја лично му порачам на Лино дека ја ако сум Лино ќе си одев одма. Одма ќе си одев. Ти кажам зашто, има две причини од
Едната е спортска, едната е малце општествена. Зашто? Затоа што ништо од тоа што се правеше муабет и таа стратегија која е заговарана, а која ние ја збориме 20 години не е испоштована, нити пак верувам дека ќе биде испочитувана никогаш, затоа што нема тоа што го вика Стефче структури таму кои ќе го водат или ќе ја кројат политиката. Без разлика дали е гарнитура оваја или била претходна или некоја идна. Структури професионални кои го разбираат ракометот. Кај нас председателот на Ракометна федерација е политичка функција. Тој е спонзор. Така е во статут. Генералниот секретар на Ракометна федерација е тој кој крои политика. Ние генералниот секретар кој крои политика во федерација, ја колку знам, немам ракометна. Нити пак сите останати надоле подчинети кои ќе кројат ракометна политика, стратегија, визија, развој младински лиги, школски, па до А селекција. Тоа е проблемот. Затоа Лино, кога би бил ја, кога ќе добијам понуда од своја Хрватска, значи кога би се ставил на негово место, во ситуација каде што си домаќин на Европско првенство, во ситуација каде што со таа репрезентација си освоил светски и олимписки медали, одма би си отишол. Затоа што обкружувањето овде не ти дозволува, прво заради тоа што 2 месеци по назначување имаш ти луѓе кои одма не веруваат во тоа што сакаш да го направиш, а втората е затоа што одма квази експерти и квази јавност, луѓе кои никогаш не гледале спортна телевизија, си наоѓаат за сходно да те плюкаат. Па ја, Мартин, тук баш не би се служил. Ако е веќе така, јас да бев на негово место, по завршувањето на светското првенство, значи на пресконференција ќе кажав дека заради овие причини јас ќе напуштам функцијата селектор затоа што сметам дека со оваа структура вака како што е не ќе можам да го спроведам тоа што го замислам и чао. Значи немаше да продолжам да играм и сега од кога Ја не кажувам дали он така мислел, ја кажувам што би направил на негово место. Во тој момент Лино немал понуда. Сега правиме муабет за конкретна понуда дошла од Хрватска федерација, од репрезентација која е број 4 во свет. Без разлика што е број 4. Сепак треба да почекаме и да видиме дали вистина Лино зборам хипотетички. Значи цело време хипотетички. Тоа е истото ако го ставиме Лино да не е Лино во функција на тренер и селектор, ако е функција на играч. Сите од нас би. Играш за Металург, кај што земаш X пари, доаѓа Барселона и ти вика да дојдеш, што ќе прави? Ти викаш не. Не, одма ќе одам. Така да за тоа правиме муабет. Правиме муабет хипотетички, ама правиме муабет дека ја кога би бил во обкружување во ова моментално кое се случува, кај што имаме пред 2 дена двајца, да бидам политички коректен, хомосексуалци на телевизија кои ти викаат дека ти не си тоа што си, не си направил тоа што си, туку дека они двајца, значи за тоа правиме муабет. Ја кога би бил, ја би отишол одма. Не на ујуни, ја би отишол одма. Кога би бил на черно. Да, тоа треба малце попрофесионално да го направи. Не вака сега, значи јас не сметам дека ние сме пред свршен чин овако, без разлика. Не, ја реков дека не сме. И во случај да си оди овако. Оно јас што го кажав и паќе го повторам. Работата е што не знам, можеби грешам, сега нема никакви информации. Не се знае дали нашата федерација е само пасивен посматрач, чека нешто друго да се случи или е активно учествува во цела ова рашамонијада. Сме паметни, ќе се договориме да дојде јуни, да се испоштуваат квалификација, во исто време да добиеме помош од Зоки Гобац, да не помине у квалификација и да учествуваме во Европско првенство. Ако сме паметни, тоа ќе го направиме. Ако ја би играл. Зашто да го молиме Гобац да... Затоа што не може сами да поминеме. Ваква ситуација сами не може да помине, реално така е. Зашто да не можеме сами да поминеме? Не се сложува. Зашто треба да се деловираме самите себе, на некој да му покажеме да од Гобац да бараме? Се деловираме ние. Прво, оставиме Ракометна федерација да се врши својата функција. И они немаат гаранција дека ќе бидат европски прваци. Јас ова репрезентација на Хрватска што е квалитетна, ама мислам дека се уште нема квалитет за европско злато. Да не зборуваме за Хрватска, мислам дека тие си имаат нивни проблеми, нивна репрезентација. Стефче, ќе го прашам, играч со најмногу настапи за македонската ракометна репрезентација. Од агол на играч, како би влијаело ова врз играчите? Со еден селектор се почнува една нова филозофија, се игра едно големо надпреварување, квалификациите веќе почнаа, 2 надпревари се одигра. Еве сега во ситуација да остане Лино Червар во мај и јуни за тие последни надпревари од евроквалификациите, дали може да има некаква последица за играчите? Дали ќе дојде до опуштање, до неверување во тренерот? Индивидуално е тоа, јас мислам, веќе зборувам,
како јас би гледал на целата таа ситуација, доколку би бил играч. Македонија е светост, ма за Македонија се игра и без тренер, и со тренер, и со една нога, и повреден, и секако, за мене барем. Јас сум настапувал така, не ми било никогаш битно кој е селектор, секогаш сум гледал да го дадам максимумот на секој надпревар. Селекторите се тука да ја изменаџираат целата таа припрема на надпреварот, да го насочат играчот. Мислам дека нема многу да влијае дали ќе остане Лино Червар или ќе дојде некој нов селектор кога ќе настапуваме на првиот официјален надпревар после заминувањето или со Лино Червар до јуни. Значи ќе видиме како ќе одлучат луѓето од Ракометната федерација. И се надевам, не него знам дека поголемиот дел од играчите размислуваат како мене, сум бил дел, сум играл со многу од нив и знам како значи се настапува за македонската репрезентација. Според тебе, кој до сега бил најдобар селектор на Македонија? Добро, јас секогаш не сакам да декларирам кој бил најдобар, кој бил најлош. Сите биле добри во свој период, стварно да бидам искрен. Најдобар резултат можеме да кажеме дека е петото место на Звонко Шундовски. Имаме тука Илија Темелковски, он историски резултат, 11-то место од каде што се почна, да кажам, во Хрватска. Стварно се покажува дека македонските тренери се тие кои што направија најголеми резултати со македонската репрезентација. Убаво е да, според мене, доколку Лино замени, имаме македонски селектор. Уште еднаш ќе кажам. Тука ќе направиме уште една кратка пауза за реклами, па се враќаме со последниот дел од емисијата. Многу ги маваш без мирис. Повторно сме назад во студиото на телевизија Нова. Дебатираме на тема ракомет. Тука се Клинчаров, Лушовски и Владимир Глигоров. При крај сме некаде со денешната емисија. Ќе видиме како ќе се случуваат работите идната недела, дали Лино Червар ќе замене во Хрватска или ќе остане на селекторската клупа на Македонија. Нас во интерес ни се евроквалификациите и тоа европско првенство во Хрватска следниот јануари. Одигравме веќе 2 надпревари, имаме доста тешка група, изедначена. Имаме квалитет за да ја минеме, но сега ни следуваат 2 дуели со Исланд во месец мај, прво на домашен терен, потоа на гостински терен. Клинчаров, ти напомена претходно, сметаш дека сме аутсайдери во групата и дека немаме шанси за европско? Не сме ние аутсайдери, да бидеме реални. Резултатите моментално кои ги имаме во првиот дел не ни одат во прилог. Ако го земеме распоредот кој треба да го играме сега, мај и јуни завршеток, значи не веруваш во оваа репрезентација? Не. Значи да види се тоа што го кажа Стефче, верувањето во репрезентација во играчите е една работа, ставањето на селектор како индивидуа која го води е сасвим друга работа. Значи секогаш тука се битни играчите. Сите резултати играчите ги направи. Значи воопшто не станува збор, без разлика сега што имаме некоја нова генерација, некои нови играчи кои треба допрва да се докажуваат. Ние видовме нова репрезентација на светско првенство, без разлика дали тоа беше подмладување или не подмладување, тоа више го елабориравме во некоја друга емисија. Јас борував за тоа дека резултатите моментално кои ги имаме со распоредот кој го даде, дека ќе биде тешко, исклучително тешко. Имаме двомеч со Исланд, со кој игравме на светско првенство, имаме дома надпревар против Чешка, каде што изгубивме 7 разлика, која Чешка претходно во тој бараж изгубивме 6, па овде бркавме 8. Знаеме како се пласираме на светско првенство, против истата таа Чешка сега има -7, кој треба да го надокнадиме. И Украина во гости, која Украина во Солода Исланд. Значи резултатите кои моментално ги имаме со распоредот кој допрва треба да го одиграме за пласма на тоа европско првенство, одат првите две, а го имате противник Чешка кој моментално ви е во +7 и еден Исланд кој имаме двомеч кој треба да видиме како. Затоа викаме сега не сум сигурен ако се случи сега таа промена како би се развивала репрезентацијата од аспект што видовме една нова репрезентација со, да речеме, релативно нова, со визија на селектор како Червар. Што би се случило ако има промена утре хипотетички, како таа репрезентација би изгледала и како би се вклопила или би се аклиматизирала на тие промени за да продолжи со
со овие квалификации во исклучително тешка група, со исклучително неповолен резултат И во моментално. исклучително тежок период, бидејќи тогаш завршува нели сезоната, нашите ракометари сите играат Лига на шампиони и така натаму. Сезоната е башка, значи првиот надпревар со Исланд е во мај месец, каде што дел од нашите ракометари ќе играат завршни 4 надпревари во Лига шампиони. Значи сите тие работи се, затоа верувам дека ќе ја доиграме со сезона и овие квалификации со стариот селектор, без разлика како тој договор таму ќе се одвива, за да нема потреси од тој тип, менување, повторно враќање играчи, викање нови играчи, овие што дел биле сега да изгубат место или да не добијат она што го имале во изминатиот период. Цела таа работа е малку осетлива, затоа тука се сложам со Стефче дека треба да бидеме многу внимателни во поглед на тоа како ќе се менаџира цела оваа работа, затоа што резултатите не ни се поволни ако сакаме да играме во Хрватска на европско првенство. Иначе, далеку од тоа дека ние сме прво сите сме биле спортисти, дали спортски работници на овој или на оној начин, не можеш да не веруваш во сопствениот кадар или во сопствените другари или во сопствените играчи. Тоа е многу просто. Стефчо? Добро, јас би кажал дека после првите две кола ние сме на втора позиција. За мене изненадување победата на Украина над Исланд и тоа е резултат кој што нас не држи уште, да кажам, во игра и за нас ќе биде најбитен надпреварот доколку се биде како што треба. Тој во гости со Украина? Така, во гости со Украина, доколку успееме да ги добиеме, а не сумњам дека ќе ги добиеме двата надпревари против Исланд и Чешка, за нас ќе биде одлучувачки тој надпревар, последниот, ако не се лажам така, или Не, последниот е со Чешка дома, предпоследниот надпревар со на Украина предпоследен надпревар играме на гости. Така е, на 14 јуни, ако не се лажам. Тој ќе биде одлучувачки дали ќе се пласираме на Европското првенство во Хрватска. Убаво би било за оваа генерација ракометари да се продолжи, нели, континуитетот на големи надпреварувања и оптимист сум и мислам дека шансите на Македонија се големи за пласман на Европското првенство. Без разлика дали Лино ќе остани или ќе ја напушти репрезентацијата, не знам, за 10 дена како што се најавите. Глигров? Па за мене мај месец ќе биде клучен. Лично мислам, а може би ќе сгрешам, дека тој последниот надпревар со Чешка може би нема многу да влие за пласменот. Затоа што кога ние играме двомеч со Исланд, игра двомеч и Чешка и Украина. И мислам дека едната и другата репрезентација може дополнително да ги закомплицираат работите. Тие меѓусебни дуели. Нас ни е многу важно како ќе излеземе од овие два дуели со Исланд. Значи пред се, значи ние мора од тие два надпревари да излеземе со две победи. Според мене, да не го чекаме последниот надпревар со Чешка. Затоа што ако сметаме дека во моментов сме поквалитетни од репрезентацијата на Украина, иако таа репрезентација е доста потенцијална, мислам дека во перспектива ќе се надградува. Значи ние мора да проблемот за пласманот да го решиме против репрезентацијата на Исланд, затоа што последниот надпревар со Чешка, ако евентуално одлучува, сме под голема пресија, имаме -7, значи ако се прави некој круг со исти бодови, значи затоа треба. Тој резултат е многу тежок. Мислам дека Чешка не може два пати да изгуби бараш пласман од Македонија. Со една висока победа. Тешко е, затоа Украина треба да ја бркаме у гости. Искрено не мислам дека... ама мислам дека во дали мај сме месец... кадарни, спомнавте дека сакаме и победа против Исланд на гости. Дали сме кадарни да ја оствариме, бидејќи игравме на светското првенство. Исланд можеби не е оној Исланд кој освојуваше медали на олимпијадите и на светските првенства, но дали сме кадарни да славиме на гостински терен? Меѓутоа Исланд, гледате, и на светското одигра променливо, пред се, значи на првиот надпревар со Шпанија стави во подредена ситуација, значи репрезентација која што во текот на непредвидлива. Да, непредвидлива. Во текот на 60 минути го менува ритмот. Да бидеме реални, ако бараме победа против Исланд или против Украина на гости, која е пореална? Пореална е ова против Украина. Пореална ова како ги ставиш на
на хартија, така? Да, ама ако Значи решавањето е сакаш Украина да на гости за да го решиме проблемот. Ако сакаш да идеш на голем Ама натпревар, едната и мораш другата репрезентација се репрезентации кои што се во формирање. Исланд е репрезентација исто како нашата која што има промени. Па и Украина, далеко поискусни И играчи Украина од исто основна така, линија. да. Украина исто е доста репрезентација за респект со Отворени потенцијал. се, Така отворени што се сите опции. Во мај месец Јас мислам сум дека оптимист. Дали ни одговара тоа што можеби некако групата е доста изедначена, дали ни одговара тоа, дали ни оди во полза? не, ни одговара. Значи многу е подобро кога затоа што секој Може да се очекува пораз или победа од било кого на било Јас верувам дека нашите ќе успеат да се пласираат. Ќе биде тешко, али мислам дека акцентот треба да се стави на овие два надпревари во мај, затоа што се многу клучни. Според мене гледано овакви резултати како ќе се одвиваат и на крајот на кришата и мора да бараме победа со Исланд дома и на гости, ако веќе сакаме да играме на големи надпреварувања. Со Исланд, со секоја Со репрезентација. секоја, да, али во мај месец на овие два надпревари не сме да си дозволиме да бидеме со еден пораз и со една победа, според мене. Останува да видиме. Мај и јуни ќе дојдат брзо, ќе дојде и брзо и оваа одлука околу Лино Червари неговата иднина. Начнавме многу теми вечерва од Ракометната федерација, од младинските селекции, од изборот на тренери, странци, македонци. Мислам дека се согласивте вие тројцата дека сакате македонец да продолжи, не дека сте против странските стручњаци, експерти и тренери, но традицијата вели, историјата вели дека Македонија најдобро поминува на големите надпреварувања со македонски Јас сакам пред се нашата репрезентација да го продолжи континуитетот на учество на големи надпреварувања, за тоа е најбитно, значи затоа што јас секогаш на прво место ставам репрезентацијата, па после сите други поединци или што мене ми е најбитно. Дали тој пласман ќе се реализира со Лино, ако така се договорили или без него, не ми е битно толку, битно ми е репрезентацијата да не доживее некој бродолом и да го прекине овој резултатски успех кој што веќе долго време го држи. Значи, за мене тоа е најбитно. И сега, затоа треба, оно што каже Стефче, добро да се изменаџира целата работа, меѓутоа, ако не може да се продолжи со Лино до крајот на квалификациите, ако федерацијата смета дека нема потенцијал во македонските тренери да ја проследат до крај оваа квалификациона група, тогаш нека барат некој друго решение. Меѓутоа, мислам дека не треба секој да се бара спас во странец, ако може некој наш тоа да го направи. Не гледам дека е трагично нешто ако не убаво е континуитет да се држи, ама не гледам дека е тоа нешто трагично. Сите доживеале некои големи репрезентации доживеале, Германија немаше 12 години. Швеѓаните све се тука негде, ама еве гледаме дека стално се низ некоја транзиција поминуваат и ред други големи репрезентации. Не гледам дека е тоа трагично и не е за мене најбитно, ако више за што сакам ја желби ако. За мене најбитно е тоа што веќе 25 години никако тајде да оставиме почетоците од формирање на независност на Македонија, последниве години, 10 на 15 години минимум, за мене побитно е веќе еднаш да тргнеме да направиме една државна стратегија за спорт. Што нас ни е важно, каде ние имаме традиција и каде ние имаме успех и тоа да се стави и да се преточи во еден закон кој ќе функционира. Ние имаме играчи кои 25 години, 20 години како Стефче биле репрезентативци на оваа држава и од тоа нема ден работен стаж. Што е страшно. Тоа е лудило, тоа не постои нигде. Заради тоа што ние немаме закон за спорт. Имаме некој закон за спорт кој го пишувале двајца дустабанли таму кои немаат појма, кои не гледале спорт на телевизија. Значи, ние треба, прво, за мене што е најбитно е да направиме државна стратегија за спорт и да речеме дека не може да финансираме во исто време хокеј, бадминтон, ватерполо, крос, трчање и велосипедизам, затоа што ние тоа го немаме, нит сме Франција, нит сме Русија, нит сме Америка, да имаме буџет за сите. Ние сме тие кои сме и имаме традиција во ракомет, во кошарка, во одбојка и можеби во пливање и карате и толку. Немаме ние шах, ова не знам што и борење. Да. Шах имаме европски клубски прва, калкулуите. Традицијата тука налага дека треба да заземеме став што државно ќе финансираме.
Не може да земаат сите од државата исто и овие што играат секоја година на светски и европски првенства и оние кои не знаеме федерации дали постојат. Дали воопшто не се имаат некоја дејност спорт. Значи, прво е тоа за мене побитно, кога тоа ќе го поставиме како патека и правец, кога федерациите нема да бидат полуприватни, полулегални, полудржавни, полу не знам какви, кога се тоа ќе биде поставено во некоја траекторија, тогаш мислам дека ќе почнеме да разговараме за напредок во спортот. Вака само си правиме муавет, го тепаме. И за резултати. И за резултати. Сега вака само го тепаме самарот, магарето си тера, а ние викаме ово е крив, оно е крив, ако си оди овој што ќе биде потоп и така натаму и тоа е малце поширока тема, ама битно е да се направи државна стратегија со еден закон за спорт, каде што овие кои биле играчи кои имаат кариера треба пред се да бидат социјално останале во спортот и со тоа да им се обезбеди, како оној пример што го кажа ти во премиер лигата, кој ќе заврши играч со 20 годишно искуство, фудбалер професионален, автоматски добива лиценца за тренер. Не треба да полага тамо пред некоја комисија слепци. Не, добива лиценца за тренер. Така овој сега треба да оди да полага некаков си курс тамо пред некои луѓе, ама нема див завршено, а тој што има див завршено гимнастичарот, тој може да биде тренер во ракомет. Ама овој што игра 20 години ракомет, тој не може. Значи, кога тие сите работи ќе се стават и кога ќе се тргне од најмала возраст и од тие училишни спортски сали и од тие училишни категории па се до ова, тогаш може да разговараме за тоа е за мене најбитно. Дали ние ќе играме на следното светско првенство? И со трансформацијата на клубовите во АД друштва требаше да има... Мислам дека со новиот закон за спорт и со за финансирањето во спортот, нормално, дека можностите на секоја една федерација се далеку поголеми за развој со стратегиски развој на дадениот спорт, во нашиот случај ракометот. Е она што јас би пак го кажал е да што помалце пари трошиме на спонзорирање портали кои што ќе ве штитат и нема да напишат ништо лошо за вас, напротив, една позитивна критика е секогаш добро дојдена, кога сте на вистинскиот пат да продолжите да одите онаму каде што сте тргнале. Тие пари да се пренаменат во помош на, не знам, ракометните школи кои што функционираат во Битола, во Кичево, не знам, во Штип, во Богданци, место да се даваат на портали, да се даваат на луѓето кои работат ракомет, за да се стварат фундаментот, да се стварат нови генерации дечиња кои што ќе го засакаат првенствено овој спорт, а после тоа ќе разговараме за не само тоа, топ левел со трансформацијата на клубовите во АД друштва, федерацијата треба да инсистира во односно на тренерскиот кадар, што е професионално ориентиран да се занимаваат, треба да биде професионално работа на клубот. Тука имаме тренерска организација која што треба да си ја постави. Тоа и ова со новите измени во законот за финансирање, тоа се само козметички измени. Јас зборам за нешто круцијално, која ќе се земе. Не може, ние имаме 2 милиона држава народ, имаме 56 регистрирано официјално во централен регистар, 56 федерации со дејност спорт. 56. Ние немаме толку луѓе што се занимаваат со спорт. А милион евра годишен буџет на Агенција за спорт и млади мора по закон, по постоечки закон да се дели рамномерно на сите. Значи 15.000 евра зима ракометна федерација која продуцира европско, светско и така натаму секоја година и зима 15.000 евра, не знам, автомобилистичка федерација која не прави ништо, е мртва. Или оние мечување, или бадминтон, или не знам кој таму. Сега малку е тоа сменето, оние парите од новите закон за спорт за финансирањето е малку сменето, ќе се распределува. Ама тоа е козметичка, само некоја козметичка да им додадеш плюс. Не. Да, за плюс, да. Јас зборам за државна стратегија кај што ќе викаме дека државата ќе финансира ракомет, кошарка, што е приоритет. Ако сакаш ти како влюбеник и приватен спонзор да финансираш ватерполо во држава кај што имаме 2,5 базена, финансирај го. Во Хрватска Медвечак хокеј не го финансира државата, тоа е приватен проект. И си тераат луѓе. Имаат тамо ледена дворана, имаат хокеј и си играат тамо во Австрија, ама тоа е приватен проект. Така да тоа се различни работи, се дистанцираат една од друга. Кога би имале ние 3 спорта, колективни и 2 индивидуални, милион евра буџет државен, колку што може да се подели, тогаш РФМ ќе добива 300.000 евра годишно. Нема да добива 15.000 евра. Тогаш државата ќе има право по големи ингеренции да сугерира и повеќе и да има 20 луѓе во управен одбор и да наложува како ќе се креира политиката
вака со 15.000 евра и со право до некаде федерациите му викаат чекај ти не ми даваш ништо, тие не ми ги покриваат, ни салата не ми ја покрива, ни авионските карти не ми ги покриваат, ти сам ми кажуваш што треба да правам. Значи до некаде и со право реагираат на тоа. Кога би се сменило тоа, кога државата би била таа како на пример во Франција и кога ти имаш систем и човек како Даниел Константини кој ќе води све во однос на ракомет, тогаш малку поинаку ќе функционира системот. Затоа е за мене тоа побитно кога би се ставило во рамка. Ова се останато е козметичко дотерување, само малце полево, малце подесно, дали ќе носиме кумел или ќе играме у оние како беа таму. Во Франција и во градовите, во општините се има стратегија, се знае кои се приоритетни спортови во градот и спрема тоа добиваат од општинските пари државата, во Министерството за спорт вика ние како Франција покрај тоа што ни све развиваат, ама клубовите во Франција мора јавно да ги прикажат буџетите на федерацијата, ако и федерацијата го контролира трошењето на тие буџети што е како нема. Ама овде општина кога ќе застане да земе клуб одма викаат овие политика тера, така. Па сега. Тамо Кретеј општина во Париз и спонзорира ракомет, има буџет од 5 милиони евра. Таму има, се знае за прва лига во Франција колку треба да биде минималниот буџет за да можеш да играш во таа лига, да екзистираш. Да не збориме за други земји. Во серија, во фудбал се знае од втора лига во прва кога ќе влезеш, какви критериуми треба да исполниш во однос на структура на објекти на овако за да можеш Затоа викам дека треба да се стави рамка и државна стратегија што во однос на закон треба да влезе ако сакаме да развиваме спорт на професионален, ако сакаме рекреативно да си тераме, окей, вака си е супер. Затоа во Франција нема неисплатени плати. На играч, на тренер, на... Нема. Почитувани, ви благодарам за ова гостување. Мислам дека нашнавме и премногу теми во ракометот и спортот воопшто. Се надевам дека бевме конструктивни за тие што сакаат да слушнат конструктивна и критика, па имавме и пофалби реално. Ви благодарам уште еднаш на гостувањето. Па се надевам дека повторно ќе дојдете, ќе дебатираме за пласман на Европското првенство во Хрватска идната година и наш евентуален успех. Тоа е наша најголема желба. Ова се другото е. Ви благодарам уште еднаш. Благодарам вас. Почитувани гледачи, вие останете на програмата на телевизија Нова. Пријатно од мене.